Денеска одржавме состанок на кризниот штаб на општина Прилеп, при што разгледавме состојбата на коронавирусот во нашата општина. Во текот на изминатото деноноќие регистрирани се 3 нови случаеви на зараза со коронавирусот и 2 оздравени случаеви. Во моментот на инфективното одделение во општата болница во Прилеп хоспитализирани се 21 пациент, од нив позитивни се 16, а за 5 се чека резултат. 36 граѓани се на домашно лекување. Вкупно од почетокот на пандемијата, 193 наши сограѓани се заразиле со коронавирус, од нив 63 се активни случаеви, а оздравени се 118. Има и 12 смртни случаеви. Вкупната бројка на извршени тестирања од коронавирусот од Центарот за јавно здравје и инфективното одделение во Прилеп изнесува 906. Во правец на ваквата ситуација со вирусот COVID-19 во нашата општина, сакам и како градоначалник, како лекар, но пред се како човек, да кажам дека сум згрозен од вчерашната намера на опозицијската ВМРО-ДПМН, злоупотребајќи ја состојбата на коронавирусот, да внеси нови поделби помеѓу граѓаните во нашата општина. Никој нема право да стигматизира и да дискриминира ниту една етничка заедница, дека токму тие се најпогодени од коронавирусот, во случајот ромите од населбата Тризла-2. Сакам да потенцирам дека од болеста подеднакво се погодени граѓаните од сите етнички заедници, македонци, роми, турци и сите останати. Процентот на заразени граѓани во Тризла-2 е ист како процентот на заразени граѓани во другите урбани заедници: Центар, Вишне, Ѓокдере, Точила и така натаму. Сепак, ние продолжуваме со спроведување на мерките на заштита на колективното здравје на граѓаните на општина Прилеп. Во текот на викендов ја продолжуваме акцијата за дезинфекција на улиците, на јавните површини и зградите во градот. Во оваа прилика сакам да ги информирам граѓаните дека комплетно е завршена постапката за субвенционирање на инвестор клими и велосипеди. Во текот на следната недела, општина Прилеп на трансакционите сметки на сите граѓани кои ги исполниле условите на јавниот повик, ќе им ги префрли средствата за набавените клими и велосипеди. Исто така, во наредната недела ќе распределиме и донацијата од 100 таблет компјутери кои тетовското семејство Дестани преку компанијата Еколог ги донираше за учениците од социјално загрозените семејства на општина Прилеп. Уште еднаш ја користам оваа прилика да им порачам на граѓаните од нашата општина да се придржуваат до мерките и препораките на владата, Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести и да не се злоупотребува олабавувањето на мерките. Апелирам до моите сограѓани да ги почитуваат мерките за превенција и предпазливост од COVID-19, редовна и почеста дезинфекција на рацете и работните површини, носење на заштитни маски, држење на дистанца и да нема групирање на повеќе граѓани. Со тоа ќе го зачуваме личното здравје и здравјето на нашите најблиски. Сакам посебно да се обратам до повозрастната категорија на граѓани, лицата над 67 години, особено оние со хронични болести, и покрај олабавувањето на мерките, што помалку да ги напуштат своите домови и на тој начин да се заштитат себе си и своите семејства. Да не би рекла јас дека нешто се случува драматично во Тризла, значи тие се луѓе вработени во работен однос од овие фамилии, кои што работат во различни фирми во градот, ги следиме исто нивните контакти, активен надзор се врши над нив, како и над сите останати, со секојдневно контактирање и следење на здравствената состојба, и можам да кажам, значи во моментов сите тие контакти ни се изолирани. За сите активни кластери можам да кажам дека контактите ни се изолирани и ги следиме и така ги откриваме во последнава недела новите позитивни случаи. Значи тие ни се од веќе постојачките кластери. Во
последниве 2-3 недели, како што ни се намалува и бројот на заболени, се намалува и процентот, односно бројот на случаите со потешка клиничка слика, пациентите хоспитализирани, значи во инфективното одделение не се така како што беа на почетокот со тешки клиничка слика, поголем број тогаш се праќаја на лекување и во клиниката за инфективни болести, значи факт е и она што го тврдат експертите, дека со текот на времето, значи овој вирус ослабува, па така се намалува и бројот на заболени, се намалува и тежината на клиничката слика. Инаку следејќи го бројот на заболени, ние кај нас од почеток на пандемијата, односно од 24 февруари, можам да кажам дека најголемиот број на заболени го имавме, или пикот, во периодот меѓу 17 и 24 април некаде. Тука во период од 2 недели, значи во просек имавме од 40 до 45 заболени, додека почнувајќи, значи од 24 април наваму, бројот постепено опаѓа, така да од 1 мај наваму во просек меѓу 15 и 17 заболени имаме на неделно ниво, се значи дека е за половина бројот намален во однос на тој период кога се регистрираше најголем број на заболени. И она што можам да го кажам е дека во последниве 2 недели, значи ние претежно ги тестираме, ги следиме контактите на веќе потврдени позитивни случаи на COVID. Така да од тие кластери или од кругот на тие заболени изнаоѓаме ново заболени нивни контакти, така да мислам дека она што може да се каже е дека навистина бројката на заболени се намалува.